Програми од прва категорија, наменети за целата публика. Добро утро, врнежливо утро. Верувам дека со време ќе тргнете кај да треба, бидејќи прилично е гужва барем во Скопје, низ центарот и оној дел кој што нели знаете е најфреквентниот, но како и да е, денеска продолжуваме со магазин, емисија во живо и имаме музика. Гостинка која што стигна пред неколку секунди, ќе дадеме малку простор да се издише додека водителот се зборува, бидејќи навистина е хаотично надвор. Како и да е, станува збор за еден од најпрекрасните вокали во Македонија, тоа слободно можам да си го кажам, никој нема да ми замери, а и да замери ќе биде окей, бидејќи демократија е во прашање. Наталија Данилова денеска ни е гостинка во магазин, меѓу останатото ќе споменеме и за низината награда на фестивалот Охридски трубадури и се разбира сите останати проекти и баш ме интересира до каде албумот, бидејќи последниот пат најавивме дека треба да се случи оваа година. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, фала ти на поканата. Кој што кажа, стигнав пред неколку секунди, за мене не е одлика доцна, меѓутоа врнежливото време, да. Дополнително што и вам ви правам стрес кога нели гостинот ќе задоцни, меѓутоа еве стигнавме на време. Да знаеш дека и ние доцниме едноставно, да колку и да планираш пред време, Скопје знае да биде вакво, така изненади. Да. Важно е дека 10 часот сите сме спремни, расположени за оваа емисија. Како си ти? Што правиш обично на вакви дождливи денови? Да, сакам да прочитам убава книга, да слушам музика, да готвам, да си поминам време со пријателите. Обично во домашна атмосфера, да споделиме искуства, работни, професионални, кариерни, кои зависно кој со што се занимава. Никако домашната атмосфера да станува се повеќе препознатлива и се повеќе барана. Нели многу од луѓето најтопло се чувствуваат барем така, тоа е еден убав момент. Дека не мора да си некаде, не мора да си во кафич, не мора да си во ресторан. Така, заборавивме више веќе таа домашна идила. Кога домот е дом за семејството и за пријателите кои што ги нарекуваме фамилија. Како кога бевме деца, нели? Да. Ќе дојдат комшите без најава. Не се знае кој кај седи, кој што пие, кој како. Така да, еве ги враќаме вредностите од минатото, се трудиме. Супер, ќе те прашам за албумот подоцна, а во меѓувреме ти се случи Охридски трубадури. Фестивал во мојот Охрид, морам да го споменам тоа. Ова е фестивал со кој што израстав, морам да кажам. А како беше атмосферата, ме интересира, бидејќи ова е еден од Охридски трубадури Макфест на некој начин. Останаа така, за жал, другите фестивали се згаснати. Па секогаш има посебна магија во Охрид. Јас не настапувам прв пат. Ми се чини 2020 година, и 21 настапував на Охридски, со вредили. Годинава се најавуваше некоја невреме, па така исто беше малце под стрес, па се отсними, па фати невреме некаде при крајот, само што го завршивме фестивалот. Фестивалот не е само да се појавиш и да пласираш нова музика, туку е и некоја синергија помеѓу други луѓе кои што љубат да го прават исто како вие. Апсолутно, и не е само за наградите, пред се за на вмрежување и па да не се лажеме. Промоција, но кој што би рекол Игор Џамбазов, да не се лажеме дека не ни значат наградите. Со две. Јас се вратив со две награди, аранжман така. И второ место од жири комисија. Прекрасно. Да. Уште една за 3. 2% гратис. Да. Таа е критиките од публиката кои што ја слушаат бело утро. Таа е третата награда, која што впрочем е и најважната. Да, публиката секогаш го има нели приматот и онака баш првото место на пиедесталот на оние кои што оценуваат. Да. Тоа е најважно за нив твориме. Ги очекуваше наградите? Не. Искрено да бидам, се навикнав да не добивам награди. Така да тоа не ми е знак дека песната не е добра или дека ја не сум отпеала добра или дека тимот не е добар и нешто треба да се промени. Научив дека треба да бидам истрајна во тоа што го правам, ако некој го препознае добро, ако не го препознае, пак добро.
Не очекував. Паметно, ми се допаѓа ова. Па не ми кажуваш прв така и затоа многу ми убаво да си доаѓам кај тебе во емисија. Ама реално не можеш ништо против тоа, нели? Да, реално нема што друго да направиш освен да се представиш ти во најдобро светло и фазон кој што можеш. Може би не тоа ме научи и самите надпреварувања од идолите, X-факторите, дека тој што победува не мора да значи дека е најдобар или тој што носи награда дека е најдобра песна. Значи, после таквите дружби или фестивали нешто друго е повредно. Апсолутно. Ама добре дојдени се наградите. Ама и тоа го слушнав името, така мислев дека ги читат сите учесници. И после кога се го слушнав уште еднаш. Толку си се откажала наградите, што и да те прочитаат еднаш. Знаете како ги чита поред некако и беше више некоја еуфорија, сите завршени тука стоиме бочно од сцената и онака слушаш, не дослушуваш, пошто више почна и да врне и после во бекстејдж ја прашав водителката кои ми се наградите. Си извинувам, ако може да проверите за моите награди. Да ми даете плакета. Браво. Кога веќе спомнавме Охридски трубадури, јас би сакал да го погледнеме настапот, мислам дека сме таман со време. Може ли да го споделиме со гледачите? Да, секако. Може. Да те видиме на сцената во Охрид. Да видиме таа енергија, твоето место, да видиме твојата енергија и енергијата на Бело утро, песната која што доби 2 награди, награда за аранжман и второ место од жири комисијата. Ова е Наталија на сцената на Охридски трубадури во Охрид се разбира. Не те лажам, нема збор да ти кажам, нема. Не те лажам, а вистината ни бега како светулка. Ова утро само мириса на тишина. Што те нема, што те нема. Ова бело утро мириса на стара болка. Што те нема, те нема. Не те лажам, немам веќе што да ти кажам, немам. Не те лажам, ниту песна, ниту нота не ми остана. Ова утро само мириса на тишина. Што те нема, што те нема. Ова бело утро мириса на стара болка. Што те нема, те нема. Те нема, што те нема. Те нема. Не те лажам, немам збор да ти кажам, нема.
Бело утро на дождлив ден. Може така да се каже. Да, бело и надвор од облаците. Се е бело. Се е бело. Како во зима. Многу бав настап. Многу искрен некако. Таков ти е... Тебе ти е таков пристап кон музиката генерално. Да. Од секојаш, уште од старци, некако искрена емоција, нели нема нешто што сакаш да покажуваш, да докажуваш. Барем тако ми е чувството кога те гледам како настапуваш. Драго ми е дека така ме доживуваш, зашто вистина е така. Музиката за мене е единственото место во кое што не треба да се претварам во нешто што не сум. Многу ми е комотно и ми е нормална атмосфера се што правам во врска со музиката. Во почетоците може оваквите интервјуи и гостувања ми беа малце потуги, да речеме, зашто за мене прифатливо е кога се занимаваш во музика, еве сега тука да стојам и да ви пеам, да вам и на гледачите и да биде весело и да си размениме чувства и да се потсетиме и да... Ми беше малку туѓо, морам да признам, дека морам повеќе да говорам отколку да пеам, ама тоа го прифатив како дел од работата. Дека треба и да се каже понекогаш збор-два за оние кои што поинаку ја доживуваат песната, си препишуваат друга порака. И тоа е во ред, меѓутоа јас како медиум кој што ја носи музиката преку мене до публиката, треба да ја кажам и мојата магија што ја забиберувам. Те сваќам. Те сваќам. Си се налутила ли на некое прашање новинарско? Си реагирала ли порано? Барем сега знам дека си во друга фаза. Мене ме погодувало само кога не знаат општи податоци за изведувачите, пејачите. Ако сме ние сега тука тројца гости утрово, би било пожелно и убаво да ги знаете името, презимето, градовите, кариерните успеси и така натаму. Да те прашам од каде доаѓаш. Да ме праша од каде доаѓам, од Македонија. Така нема да сгрешиме. Да повториме за да не грешиш, знаеш. Тоа ми е малку така како без домашна задача. Ако јас знам во која телевизија треба да дојдам утринава и не одам у некоја друга телевизија, значи Си има и тоа случајно, не со тебе. Да, не сум. Си има и тоа случај. Да, се случуваат грешки, меѓутоа ако се повторуваат веќе не е до случајноста. Така. Не е грешка. Не може да одиш повтори на фестивал, да речеме, каде што има 20 колеги и да не знаат кој е кој. Јас не викам дека сите сме еднакво познати, актуелни и така натаму, меѓутоа ако не може да си испринтаат фотографија за секој од изведувачите и да знаеш на кого му се обраќаш. Апсолутно. На крај денот тоа е дел од организацијата и без разлика ти дали си нов или дали си 100 години на сцена. Значи мора да се знае кој е, каде, зошто е таму, нели сепак е фестивал. Да, ако веќе си ме рачунал и си ме поканил, треба да знаеш кој ти гостува. Не е само колку да... Во глобала не се лутам ни на таквите работи, ги припишувам на случајност, на пропуст, на грешка, што не реагираш, не се објаснуваш? Не, никако. Не сум во таа фаза од животот. А си била? Тоа викаме порано си била малце по бунтовна во моментот да изреагираш, да. Да, и како ученик и у школу бев многу бунтовна. Стварно? Да. Не било така, не само за себе, и за другите, за правдата. За општо, за се што се случува. И си успевала ли да истераш правдата? Многу казни сум добивала, мајка ми се црвенееше по родителски, ама ме владаше тоа што па бев одличен ученик. И не може ништо да направи. Па бев вредна, бев предана, учев, сакав да соработувам, правев многу проекти, настапував на сите приредби, и цртав, и све што треба, и дополнително, и додатно, и сите тие работи, помагав на соучениците, на сокласниците. И многу забрзо станав и од другата страна, па ми беше уште појасно се што се случува во образованието. Така да сум се борела за правдината и кога станав професор, тие работи кои што ми сметаа, се трудев да не им ги правам на учениците. Колку време ти траеше тој дел? Кога професорка? Да. 3 години. 3 години. 3 години во Богданци предавав латински јазик. Латински, тоа е интересно. Да. Ми кажеш нешто на латински? Не мора. Не мора. Да. Научи нешто вака лично за себе дополнително од тоа искуство? Секако. Јас сметам дека ако
човек е доволно мудар, од секое искуство би научил нешто за себе. Зашто работите ни се случуваат првенствено заради себе. А после заради другите. Во секое искуство и најлошото искуство, ако си доволно мудар, во најмала рака ќе сватиш што не сакаш. Јасно. Додека беше професорка, размислуваше на музиката или некако се посвети? Да, тога се случи X фактори, дојдоа од телевизиите да снимаат во школото и учениците збореа како кои се моите методи на предавање, дека ги терам да ги пеат наставките, зашто така ги терам условно речено, да дека тоа е полесен пат, зашто да. наставките се учат на памет. Така. Нема друг модус. И тие ги пеа наставките и така имаше едни интервју во кои што говорат како нивната професорка е таква, ваква или онаква и дека пееме и дека е забавно и дека... Тоа е баш супер. Така е. Обично сакав и во топлите денови да ги изнесуваме надвор во парк да имаат настава и ако се дојдене од екскурзија да им ги слушам прво експресиите и тоа така нивното џагорење, па после да се смириме и да поднаучиме нешто за јазикот, за историјата, за Рим и за се што се случувало. Одлично, тоа те интересира, нели? Тоа ти е во душата? Да, тоа ми е втората љубов и работата во археолошкиот музеј на Македонија исто беше едно огромно искуство за мене, рамо до професионалци и реномирани луѓе во таа бранша. Сега си целосно со музиката? Сега сум посветена на музиката, комплетно, зашто, како што напомена, вториот проект албум некако го пролонгираме ради сите овие други пропратни работи на кои што бев посветена, ама еве конечно. Ке се случи оваа година? Ке се случи. Ке се стигне. Пред новогодишни концерти, промоции, сигурно. Супер, добро. Така, ке речев има време, ма нема баш толку долго време. Не, месецов, од ноември веќе почнуваме да. Еуфоријата. Да. Бело утро е на Весна Малинова и Дарко Тасев. Да. Тоа се ликови кои што некако ти се привлекуваат цело време. Весна Малинова како текстописец и автор на музиката е постојана, константна и во двата албуми, меѓутоа соработките за аранжмани се малку прошарени. Во првиот албум имаше повеќе јужњаци, мои пријатели, другари, музичари врвни, како Георги Вацев, Филип Динев, Владко Сапламаев. Поголемиот дел од албумот вторе сработен со Илија Ќосевскиот штип. Сега го доработуваме со Дарко Тасев, така да малку енергиите се шаренолики, да речеме. Многу сум благодарна на сите соработници што се пронаоѓаме без многу говорење, да се дообјаснуваме на кој што како му се допаѓа, туку кратко се разбираме и работиме. Веројатно кога со некој толку долго време работиш и добро музички се познаваш, не треба многу зборови за да се објасни што и како сакаш да се направи. Да. Понекогаш дури не говорам ако збориме конкретно за Весна Малинова, зашто приватно имаме некоја близина пријателска, другарска, сестринска, зашто поминаа многу години. И во текот на соработките и сите емоции кои што ги преживуваме малтене заедно, понекогаш кога ми се случуваат работи во животот, дури и не треба да кажам што треба да носи следната песна што ќе ја пратиме на конкурс, да речеме. Меѓутоа, никогаш не рекла оваа е песната, секако ми понудува поголем спектар на мелодии, па нели да се препознам или да ги пропеам, па да видиме што мене повеќе ми лежи емотивно во тој момент. Меѓутоа, знам дека она знае мене во моментот што би ми залепило за срце и тоа е тоа без зборови да се разбереме. Тоа е многу и многу убаво. ми е пријатно да работам со неа, мислам немам никакви забелешки, нешто да не ми се допаѓа или не знам. Или да ти е непријатно или незгодно да кажеш. Не ми е непријатно. Не ми е непријатно. Со должна почит, значи кога работиме, професионализмот е на ниво, кога приватно се дружиме, тоа е веќе сосема нешто друго. Меѓутоа, него условно речено злоупотребувам нашето пријателство да се опуштам во тие професионални односи, како сега јас и ти. Ние не зборуваме исто како кога ќе се видиме на улица или ќе се сретнеме спонтано или ќе договориме кафе. Така да тој професионализам јас го негувам и сметам дека така треба да биде, зашто Весна не е било кој автор во Македонијата. Во Македонија туку е
не знам, било кој епитет да го кажеме малку за биде мене. малку, апсолутно. Да. Се сеќам од дете Весна Малинова како име ми одзвонува едноставно кога ќе се спомене македонска музика, буквално во првите 5, да речеме, сигурно треба да се спомене тоа име. Го очекуваме албумот, бидејќи цело време го гледам блузонот со Њу Йорк. Си била ли во Њу Йорк? Не, ќе одам. Си била. Добро, сега те прашаме дали ти е омилен град. Луѓето што ме познаваат. Кога викендов? Луѓето што ме познаваат викаат дека нема да ми се допаѓа, меѓутоа јас се знам повеќе себе отколку другите што ме познаваат. Па може треба да одам за да знам дека не сакам да одам повеќе. Така си. Би отишла, да, имам пријатели во Њу Йорк, би пробала да добијам виза, зашто да не. Сам не е ништо невозможно во денешно време. Апсолутно, барем денеска. Многу брзо ни помина времето. Готово? Да. Не икам да си одам. Не ни запеа, заборавме. Не ни запеа. Следната прилика, таман ќе го промовираме албумот, ќе ви донесам. Ќе направиме баш музичко издание, готово, договорени сме. И благодарам многу. Благодарам и тебе многу, секогаш ми е пријатно со тебе, во вашето студио, во вашата телевизија. Благодарам многу. И сега ќе слушнеме на моја омилена твоја песна. Може? Може. Ајде, уживајте во песната на Наталија и се гледаме утре во 10 часот.